УЕФА даде зелено светло за одигрување на надпреварот Македонија-Албанија во Струмица. И овде ништо не би било невообичаено да не стануваше збор за квалификацијски надпревар за светско првенство. Овој надпревар ќе биде прв од ваков ранг кој ќе се одигра надвор од Скопје. Стадионот Младост ќе биде домакинот на мечот од циклусот за светското првенство 2018 во Русија. Сето ова е резултат на одлуката на ФФМ да го популаризира фудбалот и во другите градови. Стадионот Младост ги исполнува сите критериуми на УЕФА, а доказ за тоа се меѓународните надпревари на Вардар, Пелистер и Шкендија во Лигата на шампионите и Лигата на Европа, па така квалификациите по повеќе од 23 години ќе се играат на нов терен. Сето ова го отвора прашањето за можноста да гледаме репрезентативен фудбал и во Штип. Од 23 стадиони во земјава, досега услови за надпревари на УЕФА исполнуваше само арената Филип II, но сега веќе се дозволуваат надпревари и на Младост во Струмица. Стадионот на Брегалница годинава доби реконструкција. Сите трибини добија столчиња, а околу стадионот беа поставени 8 рефлектори кои емитуваат 10 лумени на ват светлина, кои се според сите европски стандарди, а под кои се одигра и надпреварот од полуфиналето на купот меѓу Брегалница и Пелистер. Сепак ваквите услови го сместуваат Штипскиот стадион во групата 12 стадиони на кои може да се играат само прволигашки надпревари. Според тоа репрезентативен меч во Штип останува само сон на штипската публика, која можеби како струмичката, конечно некогаш ќе дочека квалификацијски надпревар на свој терен. Дотогаш остануваат очекувањата Штипскиот стадион да добие заокружување на реконструкцијата и можеби подобри денови кога конечно Брегалница ќе го добие својот спонзор, па Штип да стане третиот град во Македонија кој ќе биде домакин на УЕФА надпревари.